Во однос на оваа точка од програмата се вели дека ПАКОМАК има одбележено локации за селектирање на отпад, поточно стакло, и истите донирале на општината 30 контейнери во 2018 година. Прашањето е зошто тие контейнери не се поставени на локации, туку се чуваат во градскиот базен. Дали градскиот базен се користи како магазин за разноразни материјали, секаков вид на химикали и слични други материјали, и дали исто така за тоа има дозвола? Во однос на точка 7, начин на работа на објекти и инсталација за преработка и отстранување на отпадот, се вели дека секторите работат на изнаоѓање на решение, односно треба да бидат вградени во генералниот урбанистички план. Како што е познато, генералниот урбанистички план нема да биде донесен и во наредните 5 години. Дали тоа значи дека се уште ќе никнуваат диви депонии низ општина Куманово уште долго време? Што се случува со сегашната урбанистички план, во кој што сигурно има планирано локации за оваа намена и тие веќе се безицирани на поединци за други цели? Прво, кажавте дека контейнерите од ПАКОМАК се сместени на градскиот базен, значи информација не е точна, истите се распоредени на определени локации низ градот, а на градскиот базен ќе пристигнат 1400 контейнери, кои што се дел од проектот за справување со депонија како донација на Европска Унија. Што се однесува за прашањето дали локација за складирање на ирентен отпад, дека ќе биде поврзана со генерален урбанистички план, така пишува во самата програма, инертен, така пишува во самата наша програма, меѓутоа тоа не значи дека ние ќе чекаме да биде донесен генерален урбанистички план за да отпочнеме било која друга постапка. Значи, постојат веќе насоки од страна на и двата сектори, значи ќе се работи на урбанистички проект за лоцирање на ваков вид на депонија и се надеваме дека во соработка со Министерство за животна средина во најкраток период ќе биде определена една таква локација. Како се поставуваат подземни контейнери? Тие се поставуваат согласно програма за урбана опрема, која што е донесена од ваша страна. Значи, врз основ на неа, од страна на Куманово план е изготвена проектна документација, определени се локации, подземен катастер ги има дадено своите инсталации каде поминуваат, бидејќи се копат релативно големи окна од 2 метра длабочина, така да мора да се води ред да не се повредат или уништат одредени подземни инсталации, било на Евана, водовод, канализација. Овие локации кои што се определени, со текот на време ќе бидат сите реализирани. Значи, не станува збор за дивоградба. Како локална самоуправа сме должни да имаме и локација за каде ќе се одлага и отпад од животинско потекло. Зошто го зборувам ова? 2019 година имаше ситуација каде што животни сомнителни на туберкулоза и болни од бруцелоза се по работа на државата и на Агенција за храна и ветеринарство се уништуваат нештетно во одредена кланица таму Радовиш. Не беше случен договор и општина Куманово требаше да има локација каде тие животни од општина Куманово ќе бидат нештетно одстранети на жители кои што се во општина Куманово. Таква локација немаше одредено. Ние работевме нешто со Томица на оваа тема, ни се вклучи и од ветеринарен институт, меѓутоа многу тешко иде ваква локација се определи поради многу испитувања кои што се скапи. Меѓутоа еве имаме обврска како сектор да ја спремиме документацијата, да се обидеме да најдеме локација и не мора да оди како составен дел на програма за управување со отпад, може со посебна одлука да оди, така да не е ништо спорно таа работа да се реши на поинаков начин. Реален факт е дека нашата општина, нашиот град се гуши во смет. Додека ние донесуваме стратегии, програми, предлози, планови и што се не. Реалноста е таа
нека ме убеди или разубеди некој дека еден наш граѓанин не го дели тоа мислење со мене. Пак повторно ќе кажам, за жал и на штета со големи последици. Бидејќи многу време одземавме на граѓаните, не сакам да се задржувам, ќе бидам многу конкретна со прашањето, а тоа е следно. Изработка на ЛЕАП, локален еколошки акционен план. За да го потврдам оно што го кажав претходно, овој локален еколошки акционен план вика вака: за заштита на животна средина и природа на општина Куманово за 2021 година во постапка е изработка на нов ЛЕАП во согласно со договор со Екомозаик Дойл Скопје со архивски број УП 137/609 од 2.4.2020 година. Значи, некој договор е склучен пред година и нешто. Дали тој договор е платен, бидејќи ваков договор ја барем немам видено, нека ме поправат колегите ако имаат видено. Кој е износот на овој договор? И чому ни е на нас овој договор за последниве 6 месеци? ЛЕАП, да, распишана е јавна набавка на 2.4.2020 година, направен е анекс на тој договор поради корона и поради нивно барање, затоа што луѓето не можеа да одат на лице место и да остваруваат контакти со сите битни субјекти. Во најскор период истиот ќе биде донесен, мислам дека брзо ќе им истекне време на донесување на овој плански документ. Инаку сума на овој договор е 708.000 денари. 8.000 денари. И истиот е составен дел на годишна програма на животна средина.